Не знам колку се граѓаните запознаени, едно време беше многу голема тема тоа во цела Македонија, практично она што се случувало со топилницата во Велес со години, значи со олово, со тешки метали. Има генерации и генерации кои што се родени со тешки заболувања, со буквално нарушено здравје на секое ниво. Ова не е шала, ова е можеби една од најсериозните теми кои што сме ги разговарале тука во емисија. Загадениот воздух влијае и негативно, например, и на интелигенцијата. Значи труењето со тешки метали го спушта коефициентот на интелигенција. Да не збориме за канцери и така натаму. Кога го следевме протестот на кочанчани против депонијата во Кочани, имавме загрижувачки бројки кои што произлегуваа само од таа депонија во која што се складирало ѓубре од неколку општини. Значи не збориме за од цел континент. Во Кочани имаше 25.000 луѓе заболени од белодробни заболувања. Значи обвинителството се надевам дека ќе се разбуди за брзо. Има надлежни органи кои што тоа треба да го проследат. Ако ти го загадиш дополнително од воздухот во држава, нема, мислам, тоа станува и почва, да. Имаше тука еден коментар да не носат од Украина отпад. Можно и тоа. А од Украина отпадот, значи ако се користела муниција со радиоактивно полнење, дури да не е радиоактивно полнењето. Да,